Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Вие сте со емисијата Шах со Љуби Шандановски. А денес ќе поговориме малку, односно ќе ја посветиме оваа емисија на највозрастниот велемајстор на светот, на големиот Јури Авербах, кој што на 8 февруари наполни 100 години или еден цел век. Но Јури Авербах во своето долголетие, во својот цел еден век е човек епоха кој што практично во последните 75 години е активен и е познат, светски познат и активен на светската шаховска сцена. Може би последниве 10 години е помалку активен, но во својот живот навистина има постигнато речиси се што може да се постигне во шаховската игра. Имено, тој, иако и инженер, истражител, значи со високо образование, со владење на странски јазици и станувајќи мајстор, значи во својата 20 годишна возраст, значи учествува во сите практично шаховски настани, прво во тогашниот Советски сојуз, а понатаму, значи и не само како шахист, туку и како тренер. Замислете, тој бил тренер и на светскиот шампион Михаил Тај, и на светскиот шампион Тигран Петросјан, на Смислов. А исто така Михаил Ботвиник, големиот Михаил Ботвиник, патриархот на советскиот шах и на рускиот шах, го вика 1956-1957 година да играат пријателски меч, кој што ќе му послужи на Ботвиник како подготовка за одбрана титулата против Василий Смислов. Шампион на Советскиот сојуз, велемајстор станува на турнирот во Салче-Баден во Шведска, и тоа не на обичен турнир, туку на меѓузонскиот турнир 1952 година, во време кога до велемајсторската титула се доаѓало тешко, односно навистина требало да се има одличен квалитет и кога велемајсторите нели се знаеле по име и презиме. Јури Авербах исто така е член на сите практично меѓународни натпреварувања, каде што има советски шахисти. Значи, често во улога на секундант, на тренер, на шеф на делегација. Неколку години, да не кажам повеќе години, го представува Советскиот сојуз и во разните високи тела на ФИДЕ, значи таму е многу активен. Но исто така е шаховски коментатор на националната телевизија и она што исто така е особено познат, тоа се неговите книги, неговите томови за завршници, 5 тома, од кои што учеле генерации и генерации шахисти, значи се одличен материјал, значи одличен мајстор, истражувач на завршниците, на студиите, исто така меѓународен судија. Јас 1996 година на Олимпијадата во Ереван помнам дека токму Јури Авербах беше главен судија. Значи една сестрена шаховска личност на еден човек прилично висок, но и со атлетска градба, кој што веројатно дека благодарение на својата активност, умствена претежна активност, значи го должи и може да му заблагодари на овој животен век, но животен век исполнет, велам, постојано со многу значајни, многу убави настани. Човек кој што има една книга, меѓу другите, која што се вика Позади сцената, која што јас често пати ја читам, затоа што ми е многу интересно да научам за шаховската историја или се она што се случувало во еден период од 60-ти години, каде што Јури Авербах е присутен и со својата одлична меморија и многу течниот и јасен јазик и елоквентност ги доловува сите значајни настани и она што се случува и на сцената, но и позади сцената.
Исто така многу за поранешните светски шампиони и за Михаил Тај, за кого ќе рече дека на пример бил како свеќа која што горела од двете страни и затоа толку брзо и заминува од овој свет. За Тигран Петросијан, на пример, како губел многу нервна енергија во мечевите со Спаски, со Фишер и со Корчној, и како исто така тоа ќе придонесе можеби за и тој многу рано да замине, и многу други интересни настани на разните високи, односно многу значајни шаковски турнири. Денес по тој повод ќе погледаме и две партии од Јури Авербах, да видиме неговата сила, неговиот талент шаковски. Тоа е, двете партии ќе ги видиме служејќи се со неговите коментари од неговата објавена книга 1997 година по повод 75 годишнината негова, каде што издава збирка на негови најдобри партии со негов коментар. Практично ќе читаме од неговата книга и ќе ги погледнеме тие две, според мене, убави и поучни партии. Ќе започнеме прво со партијата помеѓу Најдорф, Мигуел Најдорф, големиот аргентински велемајстор од полско потекло, еден од најсилните велемајстори на светот тоа време, и тоа е играна на тој чувен турнир на кандидатите во Цирих, каде што Василий Смислов ќе победи со одличен резултат и ќе дојде до својот прв од трите меча со Михаил Ботвинник. Но Јури Авербах, велемајстор една година пред тоа во Салчо-Баден, ќе видиме дека исто така достојно се представува и ќе видиме малку повеќе за неговиот стил токму од оваа партија против големиот Мигуел Најдорф. Најдорф со бели фигури, тој преферира секогаш затворени системи, се отвора со C4, по коњ F6, коњ F3, E6, G3, B6, ловец G2, ловец B7, мала рокада, ловец E7, D4, мала рокада, коњ C3, коњ E4, имаме дамско-индиска одбрана. Класична дамска индиска одбрана, познат маневар, коњ E4, значи црниот има малку помалку простор и добро е за него да замени некоја фигура, а тоа го прави со коњот на E4, полето E4 се разбира дека е од голема важност во оваа фаза од партијата. Сега тука белиот може со ловец D2 да игра, може да земе на E4, дама C2 е изборот на Мигуел Најдорф, сега коњ C3. Тука Најдорф го игра тој стар потек без зема на C3. Тој потек одамна не е во мода. Се смета дека белиот нема потреба да прави дефект во својата пешачка структура. Дама C3 е природен потек. Нешто црниот може да одговори ловец E4, може да игра D6, D5 и така натаму. На оваа тема, например, се игра неколку партии во мечот помеѓу Полугаевски и Корчној, турнирите на кандидатите, каде што Корчној со голем успех играше оваа варијанта во дамско-индиска одбрана. На оваа партија Најдорф игра без зема на C3, на што следи коњ C6. Помнам дека во една македонска лига, многу одамна, 70-тите години, тогаш младиот шахист од Прилеп, Звонко Станојовски, кој што одамна е наш велемајстор, не знаеше дека тука постои трик во оваа позиција. Тој одигра безгрижено D6 и по коњ G5, со закана мат на H7 и напад на ловецот на B7, мораше да игра ловец G5, по ловец B7 загуби квалитет и партијата. Значи, заканата е коњ G5, Авербах е спречува со потекот коњ C6 и се развива при тоа. Друг потек е дама C8. По коњ C6, коњ E5.
веднаш игра најврв, но Авербах ќе напише дека заслужува тука внимание потегот конј d2, дека тоа е вистинскиот потег, и на конј a5 да земе на b7, па да појде со потегот e4 и, например, на c6 до b1 со играчка позиција. А по конј e5, гледате, конј a5, на црниот му одговараат замените на фигури, така ќе дојде до израз повеќе пешачката структура, дефектите во пешачката структура на белиот. По конј a5 заменен на ловците на полето b7, ловец зема на b7, конј зема на b7 и сега дама a4. Друга можност беше да игра белиот веднаш e4 и по конј a5 дама d3, па на d6 конј g4 со идеја конј e3. Црниот има подобра структура, но белиот има повеќе простор, отприлика еднакви шанси. Во партијата белиот реши да одигра дама a4, на што црниот го брка тој централизиран конј со потегот d6. Сега доколку конј c6, тогаш дама d7 и на конј e7 дама e7. Била замената уште една фигура, а тоа се е во прилог на црниот, кој што, повторувам, има подобра пешачка структура. По конј d3, конј a5, гледате, конјот одлично стои на работна таблата, затоа што постојано го вознемирува тој c4 пешак. Затоа белиот се обидува да се ослободи од тој удвоен пешак со потегот c5, но црниот игра правилно дама e8 и по дама e8 топ од f на e8. Топ b1, сега топ од e на c8. Од едниот слаб пешак, слаб c пешак, белиот ќе се ослободи, но ќе му остане тој вториот кој што е на c3. По топ е c8, h4, d5. Дефектот на белата позиција исто така е слабоста на белите полиња. По d5, ловец f4, f6. Белиот, црниот постепено ја засилува својата позиција, го контролира вака полето e5, прави место за кралот. Конј b4, интересен потег, и сега a6, одличен одговор од Авербах, кој што ќе каже дека не му требаат компликациите кои што настануваат по b зема на c5, конј a6, c зема на d4, конј c7 со напад на a8 и по топ b8, топот менува на b8 и конјот до скока на d5 зема пешак и прави откриен напад од ловецот на f4 кон топот на b8, а исто така и од конјот на d5 кон ловецот на e7. Затоа по конј b4 следи точниот потег a6, не допуштајќи конјот да дојде таму, и сега веќе сака црниот да земе на c5, принудувајќи го на некој начин белиот да земе на c6. Алтернатива е потегот конј d3, но тогаш seедно b зема на c5 и по конј c5 e5. Гледате сега овој меѓу потег, затоа што конјот на c5 е лабав, и по ловец e3 сега би земал на c5, dc5 и топот на b8. Кралот доаѓа на e6, пешаците на c се слаби, стратегиски добиена позиција за црниот. Значи, затоа c зема на b6, c зема на b6, и гледате сега тој пешак на c3 е слаб, но и целата c линија. И полето c4, исто така е во власт на црниот. Ловец d2 е изборот на големиот Мигел Најдоров. Се разбира дека тој се прашувал како толку брзо дошол во пропадната позиција. Алтернатива на потегот ловец d2 е потегот конј d3, на што би следвало b5 и по топ од f на c1 ловец на a3. По топ c2 конј c4. Значи, белиот е целосно безпомошен стратегиски гледано. Значи, по ловец d2, конј c4, сега со темпо конјот дојде на одличното поле c4, ловец e1.
Ако ловец C1, тогаш конјот доаѓа на D6, па понатаму на E4. И сега е време да се замени тој ловец за конјот на B4. Ловец зема на B4, C зема на B4. Успеа да го реши проблемот со C пешаците, но сега имаме доминантен коњ против многу ограничен и пасивен ловец и господство на црниот по C линијата. Конја 3, со темпо, конјот доаѓа на B5 и напаѓа на D4 и ја исчисти C линијата за црните топови. Црниот, значи се по шаховската наука. По конј B5, E3, сега топ C2. Гледате, белиот има се помалку полезни потези. Тој практично една ваква завршница или можеби средишница со обележена завршница практично е речиси во изнудица. Сега му виси А2 пешакот, А4, коњ D6, А5, Б5, се разбира дека црниот со коњето со С линијата затвара на Б линијата, топ зема на С3 и сега топ С8, се разбира борбата за С линијата е најважна, топ зема на С8, сега коњот зема на С8, затоа што топот на С2 е исклучително активен, F3, коњ Е7. Коњот сака да дојде на F5 со напад на двата бели пешаци на E3 и на G3, а белиот речиси нема како на тоа да се спротистави. Тој игра ловец F2. Доколку играше топ F2, тогаш топ C1 се разбира, и на топ E2, коњ F5, напаѓа на G3, крал F2, но црниот може да одигра и коњ D6, било што, значи тука нема потези белиот, гледате, целиот е стуткан. По ловец F2 следи крал F7 и тука Авербах ќе каже дека прерано би било, се разбира, топ B2 да се затрча по пешакот на B4, затоа што тоа би му дала на белиот контраигра по топ C1 и по топ B4, топ C7. Па на крал F7, топ A7 и белиот дојде до контраигра. Нема никаква потреба од тоа, затоа полека крал F7, топ B1, сега коњ F5, крал F1, коњ D6, топ B3, коњ C4. Повторно коњот дојде на доминантното поле C4, но сега топот му е напред. Крал G2, F5. Белиот се помалку потези има, практично нема потези. Ако F4, например, тогаш коњ D2, со напад на топот и следно коњ E4 ќе освои фигура. Ако одигра потек како E4, тогаш F зема на E4 и на F4 повторно коњ D2. Гледате, повторно напад на топот и закана коњ E4. Ако одигра H5, може H6, а на потегот топ D3, тогаш би следил потегот коњ B2. И сега повторно е топот нападнат, кој ќе избега некаде, на А3, например, тогаш коњ B1. Затоа по F5 тој игра уште топ B1, го дава пешакот на E3, коњ зема на E3, крал G1, и сега црниот тука има многу начини како да победи, но можеби најбрзиот или најелегантниот е со помош на потегот F4. Се разбира, топовската завршница е сосема безнадежна, но и по G4, коњ F5, крал F1, G6, црниот го има сето време нови свет. Свет нема каде да брза, нема зашто да брза. Топ B3, крал E7, топ B1, крал D7. И кога дошло време да се прекине партијата, се разбира дека Најдоров не продолжил да игра оваа позиција. Значи, видовме една мајсторско уметничко дело во позициона игра, а следната партија што ќе ја видиме, таа ќе биде комбинацијска. Значи, Јури Авербах не бил само голем мајстор на завршниците и на техничка игра, туку, значи, бил
универзален, силен велемајстор. Да видиме сега и втората партија помеѓу Јури Авербах и Марк Тајманов. Тоа е партија играна 1962 година во традиционалниот меч помеѓу Москва и Ленинград. Московјанинот Јури Авербах против велемајсторот од Санкт Петерсбург, тогаш Ленинград, во тие години кога се играло, каде што ќе имаме кралско-индиска одбрана. Авербах C4, G6, D4, конј F6, конј C3 и сега ловец G7, E4, мала рокада, ловец E3. Инаку Јури Авербах 1952 година, 10 години пред оваа партија, е креатор на така наречената варијанта на Авербах во кралско-индиска одбрана, каде што тој игра L2, па на D6, LG5. Значи, тој негов систем, кој што ја задржа својата актуелност и до денешни дни. Но во оваа партија, тој почнува со L3 и по D6 игра F3, значи варијантата на семиш во кралско-индиска одбрана. Гледате, белиот го крепи дополнително чувствителниот пункт E4 и по конј C6, дама D2, A6, игра голема рокада. Значи, за овој силен центар сака да започне акција кон противничкиот крал. Хетерогените рокади секогаш се предвесници на остра игра и на многу возбудлива партија. Сега тука основно продолжение покрај потегот кој што го бира Марк Тајманов е потегот топ B8. Но во оваа партија Тајманов игра ловец D7, а Авербах веднаш ловец H6 да го замени силниот црнополен ловец на противникот, да го ослаби кралското крило и да започне својата акција против црниот крал. B5. Црниот, нели, за возврат па игра на другото крило, каде што е белиот крал и каде што тој треба да ја креира својата контраигра. H4 со идеја H5, E5. Црниот сега удира во центар. Ловец зема на G7, крал зема на G7, конј зема на конј од G на E2, значи брани на D4, се развива и сега конја 5. Авербах вели дека тоа е погрешниот потек, дека во оваа позиција црниот морал да одигра одбранбен потек, имено H5 и по евентуално конј D5, Б зема на C4, конј зема на F6, дама зема на F6, D5, конј E7, конј C3, каде што белиот би имал мала предност. А по конја 5, сега позицијата е исклучително остра, белиот одговара правилно, конј G3. Црниот сакаше да земе со конј на C4, сега ако земе со конј на C4, а тој тоа и го прави, ловецот го елиминира тој конј, без зема на C4 и продолжува со својот напад со потегот H5. Дама E7, практично на некој начин изнуден потек и сега како да продолжи белиот, Авербах продолжува со потегот F4. Топ од А на Б8. И сега тука долго размислувал како да продолжи понатаму. Има тука многу интересни варијанти, но по пат на исклучување во една долга линија, каде што не можам да види како точно продолжува, тој се решава за потегот Д зема на Е5 и по Д зема на Е5 поаѓа и со својот Ф пешак напред. Сега гледате и пешакот на H5 и пешакот на F5 се агресивно поставени, тоа значи дека ќе настанат отворање на линиите и голема опасност за црниот крал. Сега тој сака да земе H6, дамата да дојде на H6, затоа црниот игра топ на H8.
И сега повторно пишува Авербах како ова бил интересен момент, дека било многу примамливо да го одигра потегот H6 и по крал F8 да го исклучи практично црниот топ од игра на H8, но сепак, откако потрошил подолго време на оваа позиција и пресметал повеќе варијанти, тој сепак решил да игра по-остро. А именно F зема на G6, H зема на G6 и сега овој потек дама G5. Гледате, дамата спроти кралот, за да има коњ F5 во многу варијанти. И сега дама B4. Например, ако црниот одигра ваков потек, топ зема на B2, да се обиде со една ваква жртва, тогаш белиот го има овој потек. Топ зема на D7, сега коњот не може да земе, дамата виси, а по дама D7 тогаш прво топ D1. И се гледате, дамата нема згодно кај да отиде, а топот на B2 исто така виси. Имено не може дама E7 заради коњ F5 шах, G пешакот е врзан. Така белиот веднаш би добил. Затоа по дама G5 Марк Теманов се обидува со потегот дама B4, напаѓајќи на B2, но белиот прво топ D2 си брани на B2, а сите негови закани остануваат. Топ B6, топ F1, топот H на B8. Сега имаме уште една критична позиција, цајтнотот чука на врата и во оваа позиција Јури Авербах го бира продолжението дама Е5, зема пешак, коњот на F6 е врзан, а својот на C3 коњ дополнително го штитиме. Но и потегот топ F6 е одлично решение. Гледате, топ F6 зема, на што црниот има ваков трик. Дама зема на C3, шах. Загледате, BC3 би бил мат белиот крал, топ B1, на крал C2 топот 8 ред на B2 мат, но затоа крал D1. Сега виси дамата, а ако црниот даде, да речеме, ловец А4 шах, тогаш крал е 2 и на топ B2 белиот прв матира со потегот коњ F5. Варијантите се многу убави. Например, на крал G8 победува топ G6, а на крал F8 победува топ F7 и по крал F7, нели, дама G6 шах, крал F8, дама G7 шах и на крал E8 дама E7. Да, а ако на крал D1 овој шах го даде црниот со ловец G4, тогаш дамата зема на G4 и по топ B2 требало да се најде уште овој потек топ F7 шах. Гледате, белиот е за потек по-брз. Сега, ако го земе топот, тогаш H6 шах и кралот нема кај да избега. Затоа што, нели, ако дојде на G7, коњот може да, топот му дава шах на D7, а во спротивно дамата му дава шах или на F, или на E6, или на F5 и повторна мат. А од друга страна на топ F7, ако оди крал H8, повторно една жртва со одвлекување, а именно топ H7 шах и по крал G7, повторно H6, крал G7, топ D7 и црниот крал бива матиран прв. Че не исклучително убава варијанта. Но во цајтнотот тоа е многу тешко да се види, затоа дама E5, безбеден потек, топ E6, дама C7. Топ B7, дамата дојде повторно назад на F4. И сега, например, на топот E на B6, дамата повторно ќе дојде на E5. Во партијата е LC6, ловец C6, црниот ништо не се заканува, затоа H зема на G6, FG6 и повторно дамата на G5. Гледате, сега има закан, например, топ F6 и на топ F6 коњ H5 шах и да го земете. Затоа коњ H7 мора да бега тој коњ,
од F6, но конј H5 шах, крал H8, сега дама H6. На тој начин го брани конјот, затоа што топот на E6 би висел, дама E7, конј F4, се сака да удри на G6, дама F7 и сега топ од F на D1. Тука постоеше комбинацијско решение исто така, а именно топ D8 шах и на ловец E8 да удри со овој потек. Конј G6 шах. И по топ G6, топ F7. Гледате, по топ H6, топ E8. И црниот е мат прв. Но повторно, значи Авербах е во цајтнот и тој го игра сигурниот потек топ D1, каде што сите фигури му се бранети, му се поврзани и сега сака топ D8. Топ F6, топ D8 шах, ловец E8 и конјот C на D5. Видите каква доминација. Конј C D5 го брани конјот и го напаѓа топот. C3, типичен потек за во цајтнот, особено во цајтнот на противникот, но белиот ладно зема на F6, го зема топот и под CD2 крал B1. Тука Тајманов нема што да игра и се предава. И иако му кажале судиите дека му останале уште 20 на секунди до контролата, а тоа се уште 5 потези, црниот напросто нема потез со кој што би можел да ја продолжи играта. Значи, почитувани, да го поздравуваме највозрастниот велемајстор, жив велемајстор во светот, тоа е Јури Авербах, кој што го прослави својот 100-ти роден ден. Значи, уште еднаш ќе кажеме дека тој е велемајстор, кога играл активно, значи, бил велемајстор од светска класа, но исто така познат во сите области од шаковската игра, како коментатор, како учител, односно тренер на најсилните играчи во светот, како судија, проблемист, писател, значи една целокупна, исклучително талентирана личност. Верувам дека го задржавме вашето внимание, почитувани. Вие следевте емисијата Шах со Љубиша Андоновски.